Колку амандмани поднесувате и кои се измените кои ги барате во предложението? Вака дом во принцип ја поддржува легализацијата на употреба на канабис во медицински цели, но бидејќи имаме неколку клучни забелешки по однос на промените на дополнувањата на законот, бидејќи во тој дел, во тој закон се метнува употребата на канабис за медицински цели, закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, и затоа дом ќе поднесе преку пратеничката Лилјана Поповска дом во собранието 8 амандмани. Наши суштински примедби на ова законско решение се неколку. Првично, имаме забелешка по однос на тоа што само 4 специјалистички групи на доктори, само нив им се овозможува со овие законски решенија да дадат препорака за користење на канабис во медицински цели. Опфатени се невролозите, онколозите, радиолозите и инфектолозите. Ние сметаме дека ова треба да биде овозможено да го препишуваат, значи канабисот, маслото од канабис за медицинска употреба, повеќе специјалисти од различни специјалистички групи, бидејќи индикациите за примена на канабис во медицински цели се на пошироко подрачје кое прекриваат и други специјалистички гранки во медицината, и исто така тоа треба да биде регулирано како што се регулира и во прописите за лекови. Уште една забелешка во однос на овој дел е што ова се овозможува препишувањето, значи препорачувањето практично за употреба на канабис во медицински цели, за масло од канабис, само на докторите кои работат во јавните здравствени установи. Сметаме дека ова е дискриминирачки во однос на колегите кои работат во приватните здравствени установи. Впрочем, и јас имав од колегите од приватните здравствени установи многу реакции по однос на ова решение, така да мислиме дека ова треба да се смени, да на сите доктори им биде подеднакво, без дискриминација, овозможено согласно прописите за лекови кои важат. Тоа е еден дел. Втор дел е на нашите забелешки, што ќе бидат преточени во амандмани, е што сметаме дека самите регулативи законски го отежнуваат и начинот на добивање на дозвола и од технички и од кадров аспект за правните лица кои би се занимавале со одгледување производство на канабис, така што треба тука да се поедноставни овој дел, за да биде тоа и од економски аспект поисплатливо за правните лица што би се занимавале, бидејќи вака многу малку практично правни лица би можеле да се нафатат да произведуваат, да одгледуваат канабис, и тоа секако ќе влијае и на крајната цена на лекот. А всушност тоа е и основната идеја на законот, да се легализира канабисот и да биде секако економски достапен до оние пациенти кои имаат и најмногу потреба. Така што ќе има амандман во однос на добивање на дозвола, да се устрани делот каде што е потребна согласност од владата. Сметаме дека нема потреба, впрочем тоа дури ни за производството на афион не стои, така што не гледаме потреба зошто за канабис би требало да стои, и тоа да се регулира со правилник од Министерството за здравство, дека е тоа сосема доволно. И исто така во однос на сите оние прописи од технички аспект, од кадров аспект, што се е потребно за правното лице да може да биде дозволено практично да се занимава со сеење, одгледување и производство на канабис, да се регулира со посебен правилник и на тој начин да бидат опфатени тие решенија, нема потреба тоа да стои во самиот закон. И третата вака главна забелешка е дека како е сега уредено со овие решенија за предлог измени на законот, се прави практично криминализација на употреба на канабис во медицински цели за лична употреба, затоа што во овие казнени одредби кои ги предвидува законот, новиот предлог закон, стои дека доколку некој од вработените лица во правниот субјект кој што се занимава со производство, одгледување на канабис,
направи злоупотреба, значи изнесе семе или растение, листови, неважно, за лична употреба, дека ќе се соочи со затворска казна и тоа од 1 до 5 години, ако има издружување и така натаму, дури до 10 години затворски казни. Ова решение го нема исто така во досегашните прописи, дури за одгледување на афион, така да нема потреба да се оди со вакви високи затворски казни, туку треба да се оди во насока на декриминализација на употребата на канабис за медицински цели за лична употреба и дека тоа треба да биде како што и досега со казнените одредби во рамки на казнениот законник со прекршочни санкции, а не со високи затворски казни. Да, тоа е исто така едно решение кое во некои земји постои, но еве овој закон, да речеме, тоа не го опфаќа, не се регулира со овие одредби. Може би е добар почеток да се, бидејќи се однесува ова само дека правни лица можат практично да се занимаваат со сеење и одгледување производство на канабис за медицинска употреба. Веројатно треба да има, по наше мислење, дека тоа би требало да биде возможено на граѓаните кои се болни лица и имаат потреба од овој лек, така што би требало да им се овозможи секако тоа да биде пропишано. Има во различни земји различни решенија, да речеме 3 до 6 растенија, корени и така натаму, стриктно за домашна употреба, но секако треба да има една широка јавна расправа по тоа прашање. Веќе и претходно имаше околу овој предлог измени на законот, но треба да се земат во обзир сите аспекти. Така што во овој момент ние со овие 8 амандмани што ги предлагаме не го опфаќаме тој дел, бидејќи сметаме дека е потребна поширока јавна дебата околу ова прашање, за да се види како тоа може да се регулира, да остане вистина само за домашна употреба, а сепак лицата кои имаат потреба да бидат опфатени, но сепак треба да внимаваме и на тоа што би значело тоа. Знаете, ако се овде зборуваме за употреба на канабис за медицински цели, значи за лекување, и тоа мора да биде изрегулирано со една законска регулатива која се однесува на лекови. Вака би влегле во контрадикторност. За домашна употреба тоа е веќе сосема друг еден правец во дискусијата. Така што во овој момент ние нашите амандмани одат само во поглед на измена на овие неколку клучни точки кои ги напоменав. Нема да се однесува, нема да влегуваме во таа дискусија за можност за одгледување како приватни лица во домашни услови. Дали ќе го гласате законот каков што е, доколку не бидат прифатени амандманите кои ги доставуваат? Не, ние сметаме дека овие амандмани се суштински и дека треба да бидат земени во предвид и сметаме дека ќе бидат усвоени. Тоа беше исто така и предлог на ХОПС, значи на граѓански здруженија кои што сериозно се занимаваат со оваа проблематика, така што сметаме дека вистина овие амандмани треба да бидат прифатени, се со цел да се постигне практично целта на законот, легализација на употребата на канабис во медицински цели за лица кои вистина имаат потреба.